А сега е време за гости. Ви кажав дека ова утро за гостите е задолжена нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски, која што ја пречека првата гостинка и со која имаат прилично релаксирана и убава тема – йога за сите генерации. Добро утро и најсрдечен поздрав за Каролина Јакимовска, йога инструктор, и за тебе, Иренче. Ние сме вака пост-свадбарски расположени. Вчера вечер бевме на свадба, како што ви раскажав, и навистина имаме убава енергија, која верувам дека ќе ја надополни и нашата гостинка, бидејќи йогата секогаш е овде заради балансот. Каролина, така нели? Да, ви благодарам на поканата. Благодарам, Суза, за најавата. Добро утро до тебе, добро утро, почитувани. Она што кажа веќе Сузе, ова утро ќе зборуваме за йогата, йога која што ги сплотува сите генерации. Она што го привлече нашето внимание е йога на столче, односно йога за сите генерации, йога и за вас, почитувани, кои што сте повозрасни, кои што можеби имате некои проблеми, а сепак сакате да вежбате или сакате да практикувате йога. Еве денес убава можност и прилика да дознаете како може тоа да се практикува йога на столче. Ова утро наша и ваша гостинка е Каролина Јакимовска, йога инструктор и релакс кидс тренер. Веќе 5 години сте релакс кидс тренер, единствена во Македонија. Ќе зборуваме и за оваа програма. А сега ќе зборуваме за почеток за йогата. Веќе 26 години практикувате йога, а 17 години сте Ја пренесувате, сте или ја тренер, споделувам, може би со подобро да кажам дека ја споделувам со моите практиканти, кои што се од најразлична возрастна група. Пред се ќе кажам за йога за столчен или тоа е тоа малку подоцна. Стилот. Сакав да ме прашам дека еве и Сузе кажа дека йогата не трансформира, го трансформира нашето тело, нашите чувства, како живееме, така. Која е суштината за почеток? Ете така би го започнала разговорот. Која е впрочем суштината на йогата? Па подоцна ќе зборуваме за йога на столче. Ќе започнеме со йога како стил на живење. Ајде од таму да тргнеме. Стил на живење кој што не само што се одразува врз нашето физичко тело, туку се одразува нормално и врз нашите односи со другите луѓе, врз нашата околина. Во суштина, самиот збор йога значи соединување или единство, пред се соединување на сите наши аспекти како личност. Тука ќе спадне и телесниот аспект, менталниот, емоциите или односите со другите луѓе, така што йога има таа мог да ги соедини сите овие наши делови и да не потикне да делуваме од позиција на единство. Така што йогата и смирува, нели? Така, кога сме во единство, како што кажа Исузе, балансира. Балансира, точно. Ефектите всушност од тоа единство се токму тие, значи смиреност, баланс во нашето секојдневно живење, пред се баланс во нас. Она што сега нас ни го привлече вниманието, тоа е йога на столче. Предпоставувам дека ќе ги интересира и нашите повозрастни гледачи и сите оние кои што сакаат да практикуваат йога. Обично постои, еве јас така мислам, кој ќе ми спомне некој йога, не, тоа тешко е. Нели секогаш си мислиме оние тешки пози кои што се така, каде што бараат навистина голема еластичност од телото. Сега йога на столче, за кого е наменета и како се практикува? Всушност во суштина йога не е тешка. Тешки се можеби новите стилови кои што најчесто ги гледаме на медиумите и така изгледа, нели сите тие свиткувања, меѓутоа во суштина йога е многу едноставна и за практикување и за нели да бидете во таа енергија која што се создава после самиот час, значи едноставно е сето тоа. Йога на столче е уште поедноставна и навистина се препорачува за сите возрастни групи. Ајде ќе почнеме од највозрастните. Дури на некој начин можам да кажеме и йога за сениори, посебно дизајнирана или креирана модерен тип на йога за луѓе кои што имаат здравствени проблеми, значи кои што не можат да вежбаат долу на под, кои што не можат да бидат во легната позиција, во седачка позиција на под. Одличен начин, да кажам, создаден од модерните јогини е овој начин на вежбање. Долниот дел на телото е сосема растеретен, така што
многу се користат и нозете? Се користат и на нозете, столче, се така? користат и нозете, не само што се седи на столот, значи во одредени вежби, позиции се станува, се работи само со задниот дел на столот или само со предниот дел на столот, значи не седиме постојано додека работиме. А е одлично кога седиме за горниот дел од телото, каде што обично се јавуваат, да кажам, со работниот столб различни здравствени состојби, така што е навистина еден благороден тип на јога, најмногу за луѓе кои што сметаат дека ако имаат одредени повреди, дека веќе готово завршиле со вежбањето во својот живот, дека повеќе не можат ништо да направат. Напротив, ги охрабрувам сите кои што имаат повозрастни практиканти што имаат одредени проблеми со одредени делови од телото, дека навистина може да се вежба во секакви состојби и услови, да. Исто така, се извинувам, и за во канцеларија, значи одличен стил на вежбање за во канцеларија, додека работите за кратко време, значи можете да се раздвижи малку телото, така. Јас се извинувам, ќе ви направам еден краток упат. Со внимание ве слушам и толку многу ми се битни сите информации нови или веќе встекнати за јогата. Дали по пат на медитација и дишење кои како клучно кога станува збор за практикување јога, можеме да си помогнеме во сообраќај додека сме во возило и чекаме во некоја екстремна голема гужва, а ние што живееме во Скопје, за жал сме секогаш во големи гужви. Колку тука можеме да делуваме и да ја смириме топката за да не си предизвикаме некој голем притисок? Многу можеме да делуваме, значи како што кажав, дури јогата на столче во автомобил функционира. Меѓутоа, како што спомнавте, самиот дел дишење или медитација, концентрација, фокус, значи сето тоа се сегменти од јога и посебно процесот на дишење било каде исто така може многу да ни помогне да се стабилизираме. Едноставно со неколку длабоки вдишувања и издишувања. Да си само помош да си пружиме. Едноставно се фокусираме во моментот на себе, на она што се случува околу нас, наместо да бидеме нели во мисли, каде, дали ќе стигнеме и така натаму. Така што многу едноставно и многу може да помогне. Само треба да ни текне. Ете, значи, ова е една од придобивките на јогата, да го искористиме моментот, бидејќи ќе зборувавме и за тоа. Еве може сега да ни кажете, покрај она што кажа и Сузе, помага при дишењето, кои се останатите придобивки од практикување јога? Правилно држење на телото, нели? Така, на физички план, значи придобивките се големи, се потикнува еластичност на телото, флексибилност на телото, се потикнува циркулација во различни делови од телото, нели, доколку едноставно само одиме, се движиме, седиме, циркулацијата е доста намалена. Вака, буквално телото го ставаме во една динамика. Се потикнува ментална смиреност, опуштеност преку вежбите за дишење, преку пранајамите. Се потикнува нешто што секаде ќе го прочитате како една основна првична придобивка е фокус и концентрација на сега и овде. Едноставно да не го пропуштаме сето она што се случува, како нели животот што ни се случува, да не го поминуваме само во планирање, мислење на минатото или на иднината, туку едноставно да бидеме овде и со сите сетила да учествуваме нели во самото живење. Како една од клучните придобивки во јога. Физичкиот аспект е битен, меѓутоа тој ни помага да дојдеме до едни исто така други битни квалитети, како смиреност, олабавеност, опуштеност, радост, задоволство со себе, задоволство со она што се случува, на сите предизвици да се погледне малку од поинаков аспект, нели, не од аспект на можеби на стрес, на бурни реакции и така натаму. Еден убав баланс да се направи, така? Да, толку тоа баланс. Кои се разликите меѓу хата јога, што е хата јога и што е јин јога? Така. Хата јога е традиционален стил на јога, оној кој што ни е даден на сите нас, на самото човештво, како еден основен, базичен стил на јога, од кој што пак произлегуваат сите понатамошни типови и стилови на јога, каде што првичен аспект е телото со кој што се работи. Значи, хата јога, значи физичка јога. И
според мене тоа е нешто што тој стил е нешто што мора да се научи пред да се оди кон другите. Мора, би требало да се знае тој тип. А јин јога? А јин јога е медитативен тип на јога, каде што во самите асани или физички позиции се задржуваме од 3 до 5 минути. И тоа е еден навистина прекрасен стил на јога, кој што е произлезен од хата јога вежбите, меѓутоа со задржување и баш се случува едно фино, убаво ментално опуштање пред се и голема флексибилност на телото, се разбира. И хата, и јин јога се практикуваат на столче, така? Хата јога се практикува во лежечка позиција, во седечка, во стоечка, а јогата на столче е произлезена всушност од хата, да. Јогата, така. И нормално, многу различни движења од различни други да кажам дисциплини каде што се применува телото, каде што се вежба телото. Значи и јин јога се применува исто и во лежечка, седечка и во стоечка позиција. Да. Сега, она што би сакала да позборуваме пред крај на разговорот за релакс кидс. Тоа е нешто ново, односно не е толку ново, туку е вие веќе 5 години сте релакс кидс тренер, единствен во Македонија. И ова е единствена програма за деца. Ајде да објасниме сега, во моментов работите на деца од 6 до 12 години и тинејџери, така? Така, во најава е програмата значи за тинејџери. Relax Kids е всушност британска франшиза која што создава, креира програми за сите возрастни групи, меѓутоа децата се најзастапени, буквално од 4 години до 12-13 години, потоа и за тинејџери има и за адолесценти и за возрастни. Меѓутоа целта на Relax Kids програмот е како децата да се поттикнат на смиреност, опуштеност, меѓутоа да не се само јога вежби, туку е баш програма која што се една комплексна програма која што се состои од 7 чекори, каде што имаме раздвижување, не секој пат се јога вежби, имаме истегнување, играме најразлични игри кои што се во корист или на опуштеност и на смирување на дечињата. Кажуваме позитивни зборови, афирмации на различни начини, значи вежбаме и на себе да си ги кажуваме и на другите, како би се создала радост и задоволство, нели таква атмосфера. Правиме масажа или само масажа, сега додека работевме онлайн, во такви услови само масажа беше. Читаме визуализации, значи тоа е буквално цела програма, учебници, книги според кои што работиме, каде што се поттикнува креативно размислување, позитивно размислување, едноставно како со другите да комуницираме на добар начин, така што дечињата од мала возраст се учат на еден убав однос на живење. Одлично. Сега сакав да прашам само, вие работите во група максимум од 10 луѓе, така? Од прилика, да. Од 10 до 12 луѓе, да. Значи, сепак не се големи групите, можете и индивидуален пристап да имате со секој ваш корисник. Секој пат има индивидуален пристап, да. Каков е интересот кај нас во Македонија за јога и за Relax Kids? Па, интересот е голем. Со оглед на тоа што веќе 17 години јас работам континуирано и значи самите јога часови, меѓутоа еве и со Relax Kids како дојде во Македонија континуирано 5 години, интересот е голем и интересот според мене секој пат ќе биде присутен, заради тоа што се ова теми кои што на еден убав и конструктивен начин им помагаат на луѓето да се справат со секојдневието, со секојдневните предизвици. Така што секој пат ќе има интерес за... Која возрастна група најмногу практикува јога? И дали повеќе мажи или жени? Па повеќе жени, така. Сигурно.
На која возраст е најмногу? Возрастната група во моментов, како јас да речам созревав, возрастната група исто така се менуваше, така што сега од прилика од 30 до скоро до 80 години, значи доаѓаат доста возрастни жени кои што се изгледаат, да речам, физички одлично, ментално се доста јаки, цврсти, значи сето тоа континуирано да го работат, да го прават, пред се е работа на себе. Не споменавме јога, така што има интерес и е континуирана работа. Така. Да, ако сакаме да имаме резултати. Само уште едно прашање додека да го закружиме разговорот, тоа би било и веќе последно. Ме интересира колку време траат, колку пати неделно се практикува јога и колку е еден час, 45 минути, еден час, 60 минути, како? 2 пати неделно се конципирани часовите, по 1 час и 15 минути. Даваме доволно време и за опуштање на почетокот и на крајот на часот. И вежби за дишање се вклучени, и најразлични вежби, нели, зависно од типот кој што го работиме, така што е доволно, според мене, 1 час и 15 минути. И која опрема е потребна? Па потребна во зависност од, нели, временските услови, како е надвор, да биде облеката комотна, имаме мат, нели, за изолација, подот за долу, и евентуално кебенце ако е надвор, нели, поладно. Кога се вежбате и надвор, така, на надворешки услови. Кога го дозволува времето. Да, и надвор секако, да. Одлично. Каролина, јас ви благодарам за вашето гостување. Еве, убаво зборувавме и убаво објаснивме за јога. Значи, јогата е буквално наменета за сите генерации. Од, како да кажеме, еве, од најмали, еве, од 5-6 години, па до, рековте вие, имате и 80 годишни луѓе кои што практикуваат јога. Бидејќи Сузе ни практикува исто така јога, претпоставувам дека има некои прашања за крај. Така, јас сакав да прашам дали имате групи за мали деца и која е најмалата група, со оглед на тоа што има многу добри искуства на родители кои што имале хиперактивни деца, дури имале и деца со некакви отстапки во однесувањето и во развојот, и мислам дека јогата е вистинска работа која што може да им се понуди како една од опциите за да дојдат до добар резултат, па дури и деца повозрастни, би рекла, не само малечки деца. Која е најмалата група, Каролина? Најмала возраст е од 4. Од 4 до 6 години тоа е посебна програма, малечки звездички се нарекува, сите имаат свое име, така што и начинот на работа е поинаков, се разбира, отколку за децата од 6 до 12 или за тинеџерите. За тинеџерите Chill Skills, например, се нарекува програмата. Ние работиме на секој 6 недели се менува темата која што ја обработуваме и тоа им е интересно нив. Секој пат имаме различно нешто, а сепак се задржуваме. Секако дека дечиња со посебни потреби, посебно од Relax Kids програмата, имаат бенефити, така што добро е да се проба. Инклузивни сме, значи во самата група сме имале, до сега сме работеле, и делува добро на дечињата. Одлично. Има ли вистина во тоа? Читав некои статистики, се работи за други континенти, не за нашиот, дека луѓето кои практикуваат јога како животен стил и подолго, не само поквалитетно, туку и подолго живеат? Па јас верувам во тоа. Верувам. Како некако поминува времето, еве јас како сум овој период колку што сум со јога вежбите, мислам дека како одам кон повозрастните, некако тоа се приметува веќе сега. Како на јогините не можеш да им ги одредиш годините. Сега се приметува, и не знаеш дали тежнеат на кај 60 или на кај 80, бидејќи на вистина успеваат да ја успорат староста, што е еден огромен бенефит за секој човек. Ние нема да останеме овде вечно, сите ќе си отидеме еден ден, но убаво е кога човек би можел да доживее една квалитетна старост, со насмевка, без лекови и со убава физичка линија, бидејќи јогата не дозволува да имаме многу вишок на килограм. Јас не сум видела крупни јогини. Па има во ред и тоа според мене, и да има и крупни јогини, меѓутоа секој, нели, според сопствените некако потреби
Меѓутоа, на вистина, во суштина, кога ќе се направи баланс, некако внимаваме и на храната. И внимаваме на храната, внимаваме на вежбањето, внимаваме на одење или не одење во природа, едноставно. Сето тоа си повлекува. Одлично. Други нешта. Ви благодарам многу.